Пријателки, пријатели, драги подкаст уживатели, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Како и секогаш, ви нудиме интересни гости, интересни приказни, многу нешта кои не ви е јасно дали се така или не се така, уште повеќе нешта кои за прв пат ќе ги слушнете ексклузивно, зашто знаете веќе никаде ништо слично како овде кај нас во Ништо лично. И денес имаме еден исклучително интересен гостин. Човекот кој има две професии и веројатно не знае што му е подрага, а и што му е поесенцијална, поважна. Како и да е македонец, и тоа голем македонец, роден во Република Хрватска, кој дури ќе израсне до известна возраст, некаде до своите тинејџерски години во Загреб, за потоа да се врати во почетокот на 90-тите во Македонија и македонската јавност да го запознае како музичар. Со некои своји пријатели ќе ја формира групата Реквием, со која минатата година направија дури 30 години јубилеј и не застанаа тука, продолжуваат понатаму, издаваат многу песни, некои стануваат хитови, некои балади остануваат. Најмногу го знаат по ноќните свирки и ноќните забави, каде што има репертуар кој ја враќа на моменти и носталгијата и убавите времиња, на моменти нешто што ги допира и овие помладите, како да е, нивните журки се секогаш добри и посетени. Но, од пред известно време, а тоа известно време е повеќе од 20-25 години, ќе го запознаат и како илузионист, односно магионичар, предпоставувам дека е тоа едно исто или можеби различно, ќе дознаеме подосна. Човекот кој со своите трикови и магии успева да се избори дури и на оние надпревари кои се во регионот или на Балканот, ако сакате повеќе, и да освои една од титулите, ама за која ќе зборуваме со него, па да биде балкански првак во одредена категорија на илузионизам или магија, или како веќе тоа се нарекува. И не само тоа, ќе биде повикан, претходно и забележан, од челните луѓе на она светски позната академија за магионичари, илузионисти, за вакви и такви трикови и илузии во градот на гревот, во Лас Вегас, каде што и ќе научи многу нешта, но и ќе биде еден од оние кои ќе предаваат одредени нешта на одредена категорија посетители, односно оние кои ќе бидат своевидни ученици на таа категорија. Ќе го запознае дури и единствениот Давид Коперфилд. Се разбира, се враќа во Македонија и сиве овие години функционира или како магионичар, или како музичар, а бога ми и како двете. Со особена чест и задоволство ви го најавувам нашиот и ваш денешен гостин Гого Реквием. Добре ни дојде. Добро те најдов. Или Ѓорѓи Гавровски, како што му е вистинското име и презиме. Така. Гого, магионичар или музичар? М&М. Тешко е, знаеш, многу ми е тешко да одберам што повише сакам, бидејќи кога пеам, уживам во тоа, кога работам магија, уживам во неа и никогаш не сум можел да направам некој си дисбаланс помеѓу двете. Цело време се на исто ниво. Така, споменав македонец роден во Хрватска. Како се случи, како се најде да бидеш македонец роден во Хрватска и да живееш до своето полнолетство, можеби до 18 години? Ја имам, можеби еднаш-два пати споменато дека кога сум се родил, татко ми стално има нова публика, да знаеш. Но убаво е да се напомене пак, точно. Кога сум се родил, мојот татко веќе имал 53 години. Ти си дете на стари родители, што се вели? Возрасти, ајде да не речем стари, возраст. Постар родител, да. Роден, значи, 1923 бил татко ми. И во 1958 преселил во Хрватска. Така. И таму го почнал животот, нели? Си го продолжил, нели, животот. И јас се раѓам таму. Мајка ти исто македонка, не е хрватица? Да, македонка, значи и татко ми и мајка ми се од исто место, значи ја никогаш не кажам Струмица. Потеклото Струмичко, да, така. Потеклото е Босилово село, така. Струмичко. Познати има и пејачи од Босилово. Сем тебе. Да, јас сум непознат. Така да, ете, роден сум 75-та година таму и 94-та година, значи не се враќам
Тоа секогаш го кажувам кога ќе ми кажат си се вратил. Не сум се вратил бидејќи до 94-та официјално немам живеено во Македонија. Така да ете официјално почнувам со живење 94-та. 93-та октомври дојдов во македонска армија. Так. Октомври и кога се вратив од армијата, останав во Скопје. Сега да те прашам две прашања. Како изгледаше да бидеш дете на не една, две, можеби, ама две сигурно генерации повозрастни родители? Генерално тие години треба да имаат внуче, а не дете. Имаше ли како се вика, јазна генерација или ров на генерација? Да, морам да кажам дека мајка ми не е таа генерација, мајка ми е доста помлада од татко ми. Татко ми е починат веќе 25 години. Голем јас што, како да го кажам, што постар родител, полошо справување со деца. Поголеми недоразбирања, така? Поголеми недоразбирања, бидејќи јас кога више бев во мои 15-16 години, ти си беше бесно дете, како се тоа сега малку. Јас кога сум имал 5-16 више возраст, татко ми веќе бил на кај 70, значи ти фактички луѓе на тие години си сака тишина, мир, спокој, така и тоа е за оправдување нормално. Така и ја ќе бидам. А ти сакаше, не знам, Deep Purple, предпоставам и Led Zeppelin. Maiden. Така, тие така. Judas Priest. Така да, он на први спрат куќа, ја на трети пука кастефонот. Рокаше. Добро, сега да те прашам, зошто се врати во Македонија, односно не се врати, како што рече, се пресели во Македонија, од каде што ти се корените. Бегаше ли од војната или? Не бегав од војната. Од тие години беше конфликтот, нели, на територијата на Југославија. Ја морам да кажам дека во тој период сите бевме млади, вжештени глави, нели? Уште сме. Јас повише сакам да си бидам сам. Мислам, жештени глави, не млади. Да, не сме. Ја би рекол повише сум млад, не сум више жештена глава. Но морам да напоменам дека во тоа време нормално одиш на регрутација со 18 години, војната си почна више 91-а, више тоа 93-та, више војната е во голем ек и во Босна и во Хрватска. Да, но работата е што од првиот брак на татко ми имав и брат. Така. А брат ми отиде доброволец во збор Народне гарде уште од први денови. И јас секогаш зборев дека јас сакам да одам кај брат ми. Извинете, прашам. Ја преживеали војната? Брат ми ја преживеа војната, за жал почина 2010 година од тој PTSD синдром, значи не можеше да се бори со тоа. Поствоен синдром. Да. Поствоен, да. И јас сакав исто да одам каде е брат ми, сакам ја да идам таму, нели? Ако се бори брат ми, се борам и јас. Со тоа што татко ми ме седна и кажа, слушај, вика, едниот син е веќе на фронт, дали би сакал ти да ги запознаеш своите корени, од кај си, што си? Ние идевме еднаш годишно во Македонија, чисто да видам ја, за жал татко ми кажа, в постар, така да немав можност да запознам многу роднини од негова страна, чичко и тетка, толку. И кога решив да одам на регрутација, само кажа, едното дете е више на фронт, дали би сакал да ги запознаеш корените и нормално прашав што, како, и кажа, па ете така да идеш да живееш во Македонија. Можем забележам така се случи. Дека ако мене ме прашаш, не знам дали си некојаш размислувал, дека татко ти на елегантен, интелигентен начин сакал да те тргне. Да. Денеска нормално. Од нешто што не е твоја војна. Така, најверојатно војна, денеска кога се враќам назад, а да не ти го направи тоа брутално туку. Така, точно така. Значи денеска кога се навраќам во време и кога размислувам за тоа, дефинитивно јас би го направил за моето дете. Так. И мислам дека секој родител би го направил за своето дете, бидејќи на крај на војната имаме премногу загинати, на крај на секоја војна имаме премногу загинати анонимци, ама тие што се генерали и политичари се уште живи, така да... За жал. Тоа носи војната. Да. Ако оставиме војната на страна, јас знам и претходно поразговаравме, и знам и од други извори дека вие сте всушност големо македонско семејство. Кога велам големи македонци, велам за Македонија дури и во времето на Титова Југославија,
и ти велиш дека дури поседувате, да речеме, првото издание или оригиналното издание или еден од првите примероци, не знам дали е првиот на Бели мугри на Кочо Рацин, кој се уште ја чувате, така? Да, Бели мугри е штампан на 36-та година во Самобор. Сестра ми, едната од постарите сестри, нели, кога се преселиле 58 година во Загреб, прво нешто што направиле, отишле да видат дали можат да ја најдат Бели мугри. И ја нашле Бели мугри таму, лично подпишана е од Кочо Рацин, се чува во нашиот дом, во домот на сестра ми во Загреб, книгата се чува во стаклена како плексиглас кутија. 39-та година е едицијата, но подпишана е од Кочо Рацин и таа едиција. Значи сестра ми има Бели мугри, го има со негов подпис. Кога збориме за голема фамилија, нели, да, големо семејство е мојот Гавровски. Ако се навратиме назад во времето, кажав, не сум имал можност да ги запознам поголем дел на предците од страната на татко ми, еден чичко и тетка. Едниот од моите чичковци е објавен во книгата Македонски свештеници маченици после Втора светска војна. Значи, еден од моите чичковци е поп Ристо или Ереј Ристо Гавровски од Босилово, кој што го има изградено монашкиот дом во Босилово, 50 брези денеска, што се најпознати брези во Струмичко, 50 што растат околу црквата во Босилово. Он ги има засадено првиот збор, хор го има направено чичкоми, оформено така. И неформален, значи непишан градоначалник прв е на Струмица после Втора светска војна, но бидејќи бил свештеник, тоа не било можно и 47 година му се губи секоја трага и до ден денес не се знае. Во една голема акција на Удба 20 најпознати ереини села Македонија исчезнуваат. Меѓу кои чичкоми, така да ете, не знаеме што се случи со него. Јас знам ако се вратиме уште малку поназад, во времето на како се вели Крушевската република 903 и сите тие години, да. околу времето на формирањето на ВМРО, ВМРО и така натаму, предходно, знам дека еден од твоите прадедовци бил всушност еден од јатаците кои ги криел и кобитите, ама долго време, да не речам киднаперови, ќе речат у ново време. Не знам од кај ги дознаваш информациите. Ама генерално дека е човекот кај кој комитите ја криеле познатата мисионерка Мис Стон, американката, додека не го добијат откупот за незе за да може да купат пушки, оружје, муниција и така натаму. Вака, значи да точно ли е тоа? Точно е, но морам да исправам некои податоци, затоа што не сакам да се напумпава, нели, да се. Вака. Прадедо ми е Божин Гавровски од Босилово, кој што бил водачот за еден од водачите на Струмичко на ВМРО. Кога Мис Стон или Стоун, кога би го читале, нели, како што треба, изговарале, Мис Стон е киднапирана од страна на Јане Сандански во близина на село Ангелци. Во податоците што ги имам на Википедија, Ангелци не се спомнува. Се спомнува, мислам, Банско, дека е спомнато нешто така, не е тоа точно. Значи, Мис Стон е киднапирана кај село Ангелци на влез во Струмица и Јане Сандански ја носи во нашиот двор на фамилијата Гавровски, кој се уште постои во Босилово, со тоа што старата куќа е срушена, нели, нормално времето си гази, се реновира, нели. Каде што заедно со прадедо ми Божин, они го имат договорено само начинот на кој што ќе се крие. Мис Тоне 6 месеци е водена, транспортирана на разни места по планиниве, значи по Беласица е огражден, и на тој начин 6 месеци чекале за да се плати откупот за неа, а она во тој период ја напиша својата книга, каде што всушност за прв пат светската јавност дознава дека комитите всушност се борци за слобода, а не терористи како што ги нарекувале до тогаш. И прадедо ми заедно со Јане, значи го направиле сето тоа. Друга работа која што е познат прадедо ми е тоа што во тој период во Струмичко имало и еден англиски гарнизон со многу малку англиски војници.
а во Бугарија дивееле четите од Петри страната, дивееле четите на Вндев, кои што доаѓале еднаш месечно преку граница, влагале во струмички села, силувале, палеле, све, зимале арач. Прадедо ми отишол да бара помош од англиската војска и му имат дадено 2 пушки и 1 пиштол, кажале толку можеме да ви помогнеме ако можете да се справите со тоа. Бидејќи Вндев кога влагал во Босилово, сите ги криеле керките по сите села нормално, кога влагал во Босилово, арачот го зимал, го собирал од нашето село, од нашиот двор, се извинувам. И наредбата била тогаш кога ќе влезе Вндев, веднаш да се пука со тие 2 пушки, директно во него да испукаат, па што се случи. Според тоа што ми кажувале чичко ми и тетка ми, бидејќи успеав да ги запознам, чичо и тета живеа до 95-6 годишна возраст, така да многу приказни ми имат кажано овакви. Кога влегол Вндев во дворот, веднаш е пукано во него, убиене на лице место, а неговите, нели, многу храбри пајташи се разбегале и така е уништена една од многуте злобни банди што навлегувале од бугарска територија. Или пиринскиот дел. Да, ете, така да. Сега, ако направиме вака, што се вели едно, да го затвориме кругот и да доеме до ден денешен. Пред некој ден, или неколку дена, или една недела, колку има веќе, напиша една од твоите, всушност и последната песна ти е, не напиша, туку ја објави, а песната е напишана, ја колку што успеав да сватам и да најдам, пред цели 20 и кусур години. Песната се вика "Убава си", налик на љубовна, всушност се работи за наша убава Македонија. Да. Така е. Од таму ли е поривот вака патриотски? И зошто чекаше 20 години да го извадиш од себе? Ајде да те види, повторно морам да се навратам малце во време, да не вадам се телефон да ти покажам слики од детство. Јас сум одраснал дома со слика на Гоце Делчев на зид. Так. И со слика на Македонија, мислам со карта. И сега имав случка во 7 оделение кај што славев роден ден дома и на одење другарите од класи одат и едниот вика: "Гого, закај ти немаш слика од Тита на зиду, кој е овај човек?" И ја во тоа време, значи, дали бев 5-то, 6-то, не се ни сеќавам кој оделение сум бил. Ја не знам што да му одговорам, мисля, кога си заминаа децата, ја мислев цело време дека некој наш родни на зидот. И тогаш го прашав татко ми, викам: "Тато, викам, кој е човекот?" Викам: "Зошто немаме Тито? Кој е човекот?" Знаеш, и татко ми објасни кој е Гоце Делчев и така натаму и така натаму. И сега да дојдеме до 2001 година кога почна конфликтот во Македонија. И јас дојдов до една ситуација каде што во Хрватска се водеше војна страшно и викам: сега живеам во Македонија и повторно се случува нешто страшно. Имаме патриотски песни, секоја нација има патриотска песна, секоја нација пее за своји некои си херои, така, но имаме и песни што се не патриотски, туку се домољубни, значи пееш за својата родолюбни, како сакаш, пееш за својата држава, за твојата татковина, татковински како да ги наречеме, како што е земја македонска, бисер балкански, значи не спомнуваме тука, имаме милион, еден куп. И тогаш дојдов на идеја да направам една песна што ќе можеме сите ние што живееме во оваа држава без обзир на нација или вера да се пронајдеме во песната. И направив едно демо и тоа демо остана во фиока и нонстоп си викав: ајде има време. И сега кога више навлегов во АИТО, во видеопродукција преку вештачка интелигенција, сега викам можам да си го остварам тоа што имам замислено у глава, бидејќи за песната имав замислено дрон што лета ја прелетува цела Македонија и ги прикажува сите најубави делови од нашата држава во 3-4 минути. Сега тоа со вештачката интелигенција изводливо и такво е видеото. А песната е у твој манир, у рок-н-рол, у цврст рок. Да. Тоа што го сакаш и свириш. Хард рок, тоа што си го сакам, но е посветена на нашата држава Македонија. Сега логички гледано, ама роден си во Хрватска,
и таа ти е на некој начин своевидна татковина. Така е. Има ли песна за Лепа наша можда? Не би рекол дека би правил песна за Лепа наша, али морам да кажам дека јас таму првите симпатии, љубави, први тепачки, првиот бенд ми е значи во Загреб и јас не можам да кажам дека јас веќе не ја сакам Хрватска. Јас ја сакам Хрватска бидејќи знаеш како викат таму кај што си роден, таму ти е дома. Значи јас и кога одам за Загреб, мајка ми е уште таму, ја патувам за Хрватска 2 пати годишно, си одам дома. Значи не можам да кажам идам во некоја друга земја. Значи Хрватска ми е татковина и Македонија ми е татковина. Гого, кога прв пат осети сенс, чувство дека можеш да бидеш музичар, дека сакаш да свириш, сакаш да пееш, сакаш да правиш песни? Ова е многу интересно што ќе ти го кажам сега, бидејќи и поврзано е со Босилово. Така ли? Да. Вака, нели ти реков, еднаш годишно одевме на гости. И имам еден таму братучет, Велков, многу близок, најблизок мој роднина и постар од мене 5 години. Јас сега како мало детенце таму негде 83-та, 4-та, колку сум имал, 9-10 годинки сум имал, ме води на игранка во домот. Во Босилово, во домот, вика, ај ќе те водам на игранка, вика, да видиш како е тоа кај нас. Свири група, И предпоставувам. свири бенд. И преполно во домот, народ, јас се чудам, што е ова, прв пат у живот гледам волку народ, гледам бенд на сцена и иде Старе трубе од Галија. И ја викам, леле, оваа песна за срце ми се фати. Следна песна ја пеат Моренеја 83-та, 84-та, секи ти кажам 87-та, 88-та во прашање, бидејќи синот сам Пола Кафане од бебек беше искочена. Значи, сум имал више 3-14 години. И ја викам, овие две песни, леле, што е ова? Леле, бендот што прави? Цела сала, цел дом пее. И само гледам вака и кажам, ја еден ден сакам ова вака. истото да го работам и има да бидам на бина и сакам да пеам. Инаку се работи за легендарниот бенд Пицикато, Така. во кој што една од моите роднини Ленче Дедејска фактички, Кукич, Ленче да. Кукич денешна, роднина моја, фактички почна во Пицикато и ја Пицикато, значи Наце Трендов, Шиле, значи Пандев, значи таму ги запознав Златко, бас гитара. И ја кога ги видов тие луѓе, до ден денес мои добри пријатели, постари се од мене, кога идам за Босилово, обавезно се гледаме, викам, луѓе, вие да не бевте, ја можда немаш ни да посакам да свирам. Ја ќе бев само магионичар сега. Можда ќе бев само магионичар. Да, мислам, тоа е реалноста. Кога ги видов нив, исто како и кога имав 9 годинки, го видов Биг Лале на телевизија и видов што прави по пазар. Ќе дојдеме до тоа, само сега да те прашам, кога дојде овде бендот го крсти Реквием. Да. И сега вака музички Реквием има овој како се вика дела у класиката и некој ќе рече окей, ама малку ми е контрадикторно затоа што Реквием е во суштина миса која се пее во католичкиот свет за починати лица. За погреб, да. За погреби, а ти треба да забавуваш луѓе да им правиш журка. Има голема позадина. Ја кога дојдов, малку ми е контрадикторно, разбираш? Кога дојдов во Македонија и кога почнав 95-та првиот контакт кога го остварив со Милован Станковиќ Мики, за жал почина 2-3 недели од после нашето 30 годишно дружење. Кога го запознав Мики е по потекло Србин од Косово. Живее од Косово и македонец од Загреб, замисли. Па ете, слушај, значи живее во Македонија. Ја дојдов од Загреб по потекло македонец да живеам во Македонија. Го запознавам Роберт Пирнер во Струмица, кој е од Војводина, кој што е од Зеница, од Босна. Потекло од Босна? Да. Кај Роберт, татко му Хрват, мајка му Српкиња. Живеат во Македонија, 86-та, мислам, негде се доселени во Македонија. Сега во Нови Сад, ако не се лажам. Во Нови Сад, да. И ние тројцата седиме и правиме муабет, луѓе, во нашата историја од потекло, од кај сме дошле и што сме дошле, ние сме од секаде. Значи, што би се рекло, ние сме Југославија во мало. Добро. Како да го крстиме бендот? Бидејќи мене топ број 1 ми е бенд Екатерина Велика, број 2 ми е Ѓорѓе Балашевиќ,
си мислевме разни имиња, Ю, XU, СФР, МП, не знам ти што све ни пад. И ми текна на песната на Ѓорđe Балашевиќ Реквием. Добро. Песната на Ѓорđe Балашевиќ Реквием е еден вид посмртна миса за Југославија, каде што рефренот е а где смо ми наивни што смо се дизали на хеј Словени. И кога го спомнав тоа, решивме да се викате Реквием. Реквием крај. Ето, го откривме. Така. Не знам да си го кажал негде, ама. Имам спомнато, можда. Добро. Сега и приказната ја раскажавме. Да. Зошто не се врати никогаш у Хрватска и зошто таму не проба да правиш музичка кариера, да поголем пазар, поише пари ако успееш, не знам, поголеми можности можеби. Кога дојдов во Македонија не познавав никој, знаеш. Почнав, мислам, кога дојдов во Скопје да се исправам. Ја имам роднини, пријатели во Струмица, да. Ама во Босилова, ама доаѓам да живеам во Скопје, не знам никого. Многу тежок период имав од 2 години, каде што во тој период најтежок ги запознав моите до ден денес најболи јарани, најдобри другари, кои што беа дојдени во Македонија како избеглици од Босна, од Горажде, Самир, Чуре и Џевдет. Со нив делевме, што се вика, еден леп дневно на тројца, четворица, зашто немавме како, ја не сум почнал како музичар веднаш, знаеш, истовар, утовар, камиони и такви ствари. Таму се запознавме, значи многу тежок живот и со нив го почнав моето живење и другарување и до ден денес одам во Горажде, каде што еднаш годишно правиме прослави и свириме таму, дури 12 Курбан Бајрам имаме свирено како Реквием во Горажде. Значи изузетно и во Сараево и така натаму. И те прашам зошто не проба на хрватски кога веќе така, и сега ги запознав нив, па го запознав Мики, па го запознав Роберт, па тргна бендот овде со приказната. Почнавме да запознаваме луѓе, да го шириме тој круг на пријателства, на познанства. И кога дојде моментот да размислувам дали треба да се вратам еден ден или не, имав више некој си 26, 7, 8, веќе бев тука пред стапување во брак, 98 и влегов во брак. И викам, ја да идам сега назад, од почеток да почнам да правам база, од почеток да ширам врски, зашто моите другари се до ден денес мои многу добри другари, до ден денес се дружиме и све, ама да почнам кариера од ново, а веќе тука сме изузетно популарни, знаеш и ти, од времето уште дека имаше бевме тезги свирки, така. Страшно беше, свиревме 8 дена од 7 можни во неделата. Ете затоа никогаш не дошло да сакам да се вратам. Ми беше убаво овде и до ден денес ја кажувам. Да пробаш, не знам, песна на хрватски за Кроација рекорд за чукрени, не знам. Не, Антонио, не се замарам. Од нивните не се замарам воопшто со имам пред 2 дена ми дојдоа понуди за хрватско-српски. Уште ги викаат за хрватско-српски песни да пробам да пробам на хрватскиот пазар. Нема 2-3 дена добив порака. Не ме интересира воопшто. Јас си сакам да си бидам тука кај што си сум и тука си го работам тоа што си го сакам. Кажи ми, Гого, зашто се определи за поп-рок музика, рок музика, поточно, лично свирите и поп-рок, фала Богу, а не за народњацијата, не си народен пејач, не си фолк пејач, уствари. И тоа многу пати имало до сега понуда да дојдам да пеам во народњачки бендови. Прво, ја не знам да пеам народно. Трилери немам. Второ, едноставно не се пронаоѓам во таа музика, значи да поделиме народна и шунд. Народна музика е Шабан Шаолич, народна музика е Харис Џиновиќ, не знам, Халид Бешлич, Тома Здравковиќ. Тоа е народна музика и страшен респект имам кон тоа. Шундот, турбо фолкот, денешниот, тоа не е музика. А за да пееш Шабан, Харис, треба да имаш вокал што е босански вокал. Значи да го имаш тоа тука вроденото трилерче што го викам јас. А да пеам шунд никако. И сега одиш на свадба, едноставно не се пронаоѓам во тоа, а мене парите не ми се главна звезда водилка во животот. Инаку до сега сум можел да бидам пејач во народен бенд и да имам 2 куки, 5 коли. Не ми требаат, воопшто не осеќам потреба. Добро.
спомнам Биг Лале и сега ќе те прашам дали Биг Лале беше тригерот, окидачот што рече јас сакам да видам како овој човек, за овие млади што не знаат, Биг Лале беше магионичар, илузиониста кој се појавуваше на телевизија, многу шоу емисии кај Минимакс. Ако не знаете кој е Минимакс, помладите, Милоан Илич беше еден од легендарните најпопуларни тие водители во она Југославија и после тоа и овој дали е стварно дека Биг Лале ти бил човекот кој те фасцинирал и што повеќе те фасцинираше или најмногу водењето зајак од цилиндер или гулап од ракав? Не. Значи вака, до денеска можам да кажам Биг Лале е уште добро, све многу добри пријатели сме со Биг Лале. Он изрази желба да ме запознае тамо некаде 2016 година да дојдам до Белград. Добро. Се запознавме конечно и до ден денес и контактираме. Гледав, мислам дека имав 9 тука некаде годинки. Многу малечок бев и гледав гостин Биг Лале кај Минимакс. Мислам, мене ништо у тоа време не ми значеа тие имиња. Јас само реков, сакам да бидам ко него. Како овој? Да. На Бублја пијаца. Добро. Шета и прават скривена камера. Морам да кажам на гледачите, слушателите, нели, дека Биг Лале за Југославија бил она што е Дейвид Коперфилд за целиот свет. Значи, кога е он на телевизија, сите се пред телевизор за да видат што ќе направи следно. И ја го гледам, иде на Бублја пијаца, шета и доаѓа кај еден дедо, така стар човек, продава јајца. И го прашува, деда, колико ти едно јаје? И дедото вика, ајде да кажеме за тогашни 2 динара, од кај да знам што му рекол, знаеш? И он зима јаето, го крши и од јаето вади 100 марки. Опа, од јајцето стотче. И ја вака, од кај ги извади пари од јајцето? И на дедото, сега скривена камера, дека е скриена камера, камерата го снима дедово реакција и дедово шокиран. А деда вика, а ово јаје колку кошта за друго јајце? И дедото пак 2 динара. И овој зима јаје, крши уште 100 марки вади од јајцето. И ја викам, ова е немогуче, ја не можам да верам што се случува на пазар. И на третото јајце вика, деда, колку е ово јаје? Дедото го зима тоа со јајца што е, нели, како се вика, картонот, да. И му вика, јаја нису више на продају. Таблата со јајца не се продава више. Ја умрев тука, викам, леле, види го, дедово си ги повлече. И тука ја реков, ја сакам вака еден ден исто да правам, и ете тако тргнам. Од тука тргна работата? Да. Кај почна да учеше некој или само почна да ги правиш тие трикови, да ги откриваш? Мојот најдобар другар од основно Марко, до денес еден од мои најдобри другари во Загреб, кога одам, се гледаме. Он имаше некоја книга за магионичарство, не знам од каде имаше најдено. И он ми ја даде и таму почнав да ги читам првите детски, такви најаматерски трикчиња и почнав. Но со тек на време таа желба некако спласна, бидејќи у тоа време да бидеш магионичар, треба да бидеш адвокат, треба да бидеш доктор, ова, она, нели? Едноставно, родителите, не. Тоа не може, фати ти книга, нели, сине? И така, потиснато. И 2003-2004, тука некаде, Југо, гитаристот на бендот, Југослав Милановски, до ден денес, Југо вика, слушај, вика, донесов еден шпил карти да ти направам фора. Викам, ајбе направи ми. Знаеш, и пред свирка во Пингвин паб ми прави трик и јас само викам, дај тоа шпилот, ја од утре станувам пак магионичар. И така почнам све. И беше полесно, имаш YouTube, можеш да купиш DVD-а и полесно траеше целиот период на учење. Со тек на време, споменав у најавата, јас се најде и во Лас Вегас, каде што е, не знам дали единствена, веројатно е најголемата и најпозната академија за магија и илузија. Да. Како дојде до таму и дознав негде дека дури си и кажав и во најавата дека не само што си гледал и учел, туку и си предавал на одредена група луѓе, одредени твои илузионистички вештини. И сега кажи ми тоа, каква академија се седи, се тоа настава, има пракса, се добива, на крај китап има, диплома се добива, одговараш пред комисија, правиш трикови пред комисија, ти спрашуваат, како функционира? Значи вака, Шо факултете, шо ви рекле? Академијата за магија и мистерија во Лас Вегас, чии што собственик е Джеф Макбрајд, а мојот ментор Јуџин Бургер во тоа време,
Тоа не е класична академија каде што идете на предавања, бидејќи во цел свет Дејвид Коперфилд потегна прашање пред Америчкиот конгрес и се уште се разгледува тоа прашање. Во цел свет магионичарството или илузионизмот, модерно кажано, не е признаен како уметност која што може да се изучува на факултети. Дејвид Коперфилд е еден од тие што потегна такво прашање за да влезе и од Америка да тргне целата како приказна. Правец, како Но како единствена академија е која што го носи името академија, бидејќи таму има баш така како што викаш категории, одсеци. Луѓе предавачи, каде што тој што сака нешто да научи, треба да си плати и тоа дебело се плаќа. Магионичарството е страшно скап спорт, ни малку не е ефтин. Ако годишно искачаат по, не знам, 500 нови модели на коли или 500 нови делови за коли, како да ги наречеме, магионичарството е 5000 до 10.000 годишно. Трикови. Така да страшно нови, нон-стоп е. И 2010-та освоив вице-шампионска титула во магионичарство од блиску, close-up. А 2013-та на Балканскиот конгрес, значи 2010-та Балканскиот конгрес вице-шампион, 2013-та станав шампион во ментализам, каде што во председател на жирито беше Джеф Макбрайт, собственикот на академијата, како специјален гостин на гала вечерта, но и председател на жирито. И сега ја кога завршив со мојот настап, ја не знаев дека ефектот со кој што настапував е оригинална идеја на Джеф Макбрайт. Немав појма. Кој го измисли? Кој го измислил, да. И после тоа, после гласањето и све, Джеф Макбрайт ме повика и ме праша од каде го дознав тоа. Викам од мојот пријател магионичар Метју Рајт од Англија. Па вика, знаеш ли кој го измисли ова? Викам, не, па ја. И добро, така се запознавме и тргна приказната. Но он ми кажа една работа. Магионичарството на светска сцена се дели на три основни, да ги наречеме, школи. Европска, азиска и америчка. Азиската е непрекосновена во све што се однесува во магионичарство на сцена. Значи, Јужна Кореја е неприкосновена и тоа што го прават јужнокорејанците на сцена до ден денес не може никој да ги достигне. Ненадминливо. Да, дури и во Јужна Кореја, во градот, како се викаше на Б градот, заборавам нон-стоп, е изградена нова академија, која што уште не почнала да работи, ама прва академија во свете што е направена оригинал како да е Хари Потер школото. Значи, све внатре изгледа како да си во светот на Хари Потер. Дури до таму отишле корејанците. Значи, филингот кога ќе дојдеш да ти биде поделени куки, неверојатно е тоа. И кога победив, он ми кажа, ти мене ме изненади, дека јас кога идам во Европа, јас сум навикнат да гледам европска школа на магија. А твојот начин на презентација е амерички начин на пристап кон магијата. И дали би сакал да дојдеш во Лас Вегас, ќе ти доделиме стипендија, што се дава, мислам дека 5 стипендии годишно дават на 10.000 апликанти, така нешто. И ја ќе ти ја дадам таа стипендија, све ќе ти биде платено, да дојдеш и да видат таму дека во Европа има некој што има амерички пристап и работи на амерички начин. И сега, ако збориме за амерички и европски, европските магионичари, кога настапуваат, дефолтот, да кажеме, пристапот кон магионичарството е јас, да видиш јас што знам, и акцентот на магијата е на магионичарот. А акцентот во америчкиот пристап е на публиката. Се фрла акцент на публика кога работи магионичарот. Цело време себе си сака да се стави како во некоја сенка за публиката да биде по-инволвирана во сето тоа. А ја тоа го обожавам. Јас сакам, кога работам со магионичарство, луѓето да учествуваат заедно со мене, а не да ти покажам ја што знам. Така. Кажи ми, кога сме кај магионичарството и илузијата, рече не е признаена уметност. Во суштина, уметност е или вештина? Треба талент, треба знаење или треба, не знам, само упорност да седнеш, да учиш, па ќе го научиш? Ништо во уметноста или мора дарба од Бога да има за нешто. Така е.
Значи, во уметноста тргни од балетот, глумата, актерството, Ликовна уметност, пеење, било што. Ништо не можеш да постигнеш ако у старт прво го немаш тоа што се вика харизма. Или каризма. Едноставно не може. Значи, еве, ти ќе почнеш да читаш, да учиш магионичарство. Ќе научиш све, така? Ама ако не знаеш тоа да го испрезентираш на публиката, што вика Джеф Макбрайд, прв момент кога публика ќе ти каже добар ти е трикот, не работиш добро. Значи, има големи левели, нивоа, додека ти стигнеш до тоа да презентираш. Сега, нормално, техничкиот аспект е многу важен, затоа што ти, ако почнеш, ево, у мојот случај, кога работам со карти, една од најтешките категории е клоузапот. Бидејќи работа од близу. Работам од близко, кога е магионичарот на сцена, димни завеси, светлечки ефекти, асистентки трчаат на секаде, огнови се палат. Тебе погледот ти е секаде во момент дефокусирано внимание. Така, ама во клоузапот јас и ти сме тука, како ќе ти одлечам внимание? Ајде да видиме нешто, можеме ли да видиме од клоузапот? Ајде повели. Ајде вака. Ај кажи некоја карта, било која карта. Пред да почнам, именувај. Джандар срце. Джандар срце. Чекај само да видам, чекај. Джандар срце. Ево Джандарот срце. Ајде да ги пресечеме картите од прилика на пола. Добро. Публика. Сите карти се на кај мене. Еве го од прилика Джандарот, нели? Се Антонио. Ти Джандарот го именува. Добро. Така. Сега ќе одбереме уште една карта, која што ја не смеам да ја видам. Значи Джандарот е некаде. Добро. Значи ја идам вака, ти ќе си кажеш стоп, значи сакам публиката да види дека не правам ништо што не може да се види. Ајде. Стоп. Ќе ги тргнеме картите. Земи ја оваа карта. Горната? Да, запамти ја картата, покажи ја на публиката. Ја нема да гледам. Крупно дај ми кадар. Еве картата. Готова? Добро. Да. Добро. Стави ја сега овде кај што кажа стоп. Добро. Сакаш да ги промешам картите или да продолжиме? You're the boss. Не. Публиката секогаш. Ајде продолжи. Да продолжам? Да. Океј. Пресечи го шпилот кај сакаш. Добро. Сакаш да продолжам или да ги промешам? Да продолжи. Добро. Или да ги пресечам? Пресечи. Добро. Еднаш, два пати, три пати? Еднаш. Еве ти од мене. Уште неколку пати. Може? Сега. 26 и 26, 52. Така? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дојдовме до Джандарот. Добро. Така, случајно можеше да биде и тука подолу, не е важно. Добро. Ги поделив два пати по 26. Кажи ми сега, која беше картата што ја запамти, што ја покажа на публиката? Да ти ја кажам? Да. Поп треф. Поп треф, значи крал Детелина, да го Крал наречеме Детелина народно. На македонски, така е. Во магионичарскиот свет картите се поврзани и имаат своји soulmates, како да го преведам, не знам сега, партнер во душа, така нешто. И сега луѓето обично мислат дека духовна поврзаност. Да. И луѓето обично мислат леле ако е срце поврзано е со баклава бидејќи се црвени, а ако е Детелина е со лист бидејќи се црни, не е така. Джандарот срце може да биде поврзан само со една карта. А таа карта е секогаш веднаш до Джандарот. Тај поп-лист. А тоа е поп Детелина. Крал Детелина. Така. И сега, Антонио, може би ова е само една коинциденција. Добро. Не ќе да е, ама ајде нека. Може би е коинциденција. А може би има среќа. Сега, ако не е коинциденција, ако имав многу среќа, не ќе да е ни едно ни друго, ама нели ги промешав картите. Ги промешав. Така, и ги испресеков. Да. И ти ги испресече, така. Добро. Може би е чисто среќа дека на дното на ова купче ете еден крупен има еден кец, а и на врвот на ова купче има еден кец. Така?
Добро. А и на дното на ова купче има еден кец. А и на врвот на ова купче има еден кец. Така? Така. Сега. Имаме коинциденција, а имаме можеби и среќа. А знаеш ли што се случува кога ќе се спојат коинциденцијата и среќата? Не? Се случуваат чуда. Добро. Зато и чудо се случи. Не. Чудото е дека помеѓу овие два кеца што се црвени, Добро. имамо само црвени карти. А помеѓу овие два црни кеца, имаме само црни карти. Тоа е чудото. Па мајсторе. Секоја чест. Фала. Добро. Ова е само еден од триковите. Веројатно ги има стотици, да не речам илјадници. Да, има. Многу. Апсолутно. Кога сме кај овој магионичарите и магионичарството во Македонија. Тебе те знам уште некои деца кои се помалку или повеќе, не знам. Не можат да се наречат, не ќам да навредувам, ама има ли школа, си држал ли ти школа за таленти? Има ли можност некој ако сака да или го бива да има негде да учи и така натаму? Од 2009 до 2014 функционираше официјално како асоциација, значи новата Македонска асоциација на магионичари, НМАМ, беше многу популарна, имавме страшно многу членови, до ден денеска, они се, голем дел од нив се мои многу добри пријатели, другари и браќа, комуницираме во поглед на све, секој тргнал по свој пат, не се магионичари професионално, ама си го негуваат се уште тоа дома, работат на секаде. Каја снема таа? Администрацијски само не снема. Администрацијски не снема, бидејќи ја од кога данок да плаќаш, што е проблем? Не. И јас како председател на таа асоциација се најдов во ситуација веќе да немам време да работам трикови од административни работи што ги работев секоја година. И едноставно више не можев да поднесам регистри, УЈП, што викаш, сметководство, организирај настани, едноставно више даночни пријави, чуда Богу. Се најдов. Ние бевме непрофитабилна организација, кај нас немаше ништо да се плаќа, да се заработува, не сакав да идеме на тој начин, сега, значи, секој што ќе се зачленеше во асоциацијата, еднаш неделно се собиравме и учевме. Учеа помалите од постарите, разменуваа. Значи еден вид школа искуства, бил во вид на школа која што само плаќаш членарина за членство во асоциацијата и толку. Поради тие X административни работи ја згаснав како асоциација, но тоа не значи дека не се дружиме, а секој што сака нешто да научи може да се обрати кај мене и ќе добие нормално соодветна обука. Што е проблемот? Проблемот е што денешните деца, денешните млади мислат дека све им е достапно на интернет и тргнуваат по многу погрешен пат. Што значи тоа? Јас ако сакам да научам да возам, не можам да влезам прва кола Порше и да ја натиснам. Него треба да почнеш од базата. А дечињата пуштат се. Фиќо. А децата не само кај нас. Тоа е веќе проблем светот. Па ајде да кажеме светски проблем, иако пак ќе кажам Америка, Јужна Кореја, Кина, Јапан. Тоа е, ја не можам да ти опишам каква строгост е во обучувањето. Значи, исто е како да си на факултет кога одат во тие нивни клубови да се дружат. А ако е клуб, строгост има. Култура, ментален склоп, дисциплина. Така, оди на YouTube, јас сум имал случаеви кога ми се јавили колку кошта час. Не може да кошта час во магионичарството. Тоа исто да кажеш идам да учам глума, колку е еден час да научам. Па не можеш од еден час глумец да станеш. Има школи за глума и наплаќаат часови, одма ти кажам. Така е. Има школи за глума, наплаќаат часови. Има школа за магионичар, наплаќаат часови. Зашто ја тебе да ти дам пари, па на YouTube. YouTube има све бесплатно. Идете на YouTube, влезете си во Поршето веднаш. Види, овие на YouTube сега
полагаат испити ако не се знаел и на чат GPT. Така е. Значи, он оди на YouTube и гледа како трикот се прави, некој само раце му се гледаат и кажува како се прави трикот. Тоа е тоа. Ја работам магионичарски ефекти, а на YouTube учат трикови. И тоа е голема разлика. Јас сум магионичар, јас сум илузионист, нов збор. А вие се трик мајстори? А она се трик мајстори. Сакаш да бидеш трикаџија или сакаш да бидеш уметник? А тоа е разлика. Тоа е големата разлика. Тоа е. Или што би рекле у музиката тезгар и уметник. Еве ќе ти кажам уште една споредба. Јас долги години бев еден од главните менаџери на едукативниот центар Колорес. И нема родител таму што не ме споредуваше со Бранко Коцкица. Ти знаеш кој е Бранко Коцкица и у свету постои едно царство. Така. Во време на Југославија не можеше да се замисли детска емисија без него. Така. Човекот нема драмска академија. Така. Завршил комплетно нешто друго во животов, ама бил најдобар. Значи, го имал тоа во себе. Тоа го имал во себе. Така и мене ми вика дека да работиш со деца треба да го имаш во себе. Децата не можеш да ги лажеш. Најблагодарни ли се за работа? Најблагодарни. Зошто дете ако ти каже дека не му се допаѓа и дека си досаден, веруј дека си досаден. Фала Богу не ми се случило тоа до ден денеска и јас сум Петар Пан, тоа го тврдам. И затоа имав голема среќа толку многу деца да запознам во Колорес. Извини, кој е капетан Кука? Капетан Кука, нема кај мене. Кај мене е све супер. Не. Има ли, како се вика, уривачи, подривачи, салиери? Има ли у магионичарството? Постои ли салиери? Антонио, како секаде, што има така, во секоја бранша ќе најдеш луѓе што... конкуренција, задкулисни игри... Да, ја кажувам, его... Местенки... Да, ја кажувам, его... Секој човек е егоиста. Колку и да проба некој да ми каже не бе, ја не сум. Си. Значи, кога работиш нешто од хуманитарен аспект, го работиш за да направиш нешто хумано и ти си премногу среќен на крај дека нешто си направил хумано. Па тоа е егото. Ама суетата, ја имам среќа дека со Реквием се излечивме од суета ние уште крај на 90-тите години и после како магионичар и како музичар, нормално, многу е убаво кога немаш суета во себе. Ако некој ти каже тоа не ти чини, добро, не ми чини, ако ти мислиш дека не ти чини. Абе, ја можам подобро. Супер. Само дај подобро, нека биде. Ја не се замарам со тоа кој е подобар, кој е најдобар, кој е најлош. И ако некој ми каже мене супер ти е ова све, ама си рекол мис Стоун, не си рекол мис Стон, мислам, у целиот муавет, ако мислиш дека Стон и Стоун е најважното да се, онда, што да ти кажам, така ли? Така е. Кажи ми, јас знам дека постојат вакви и такви илузии и веројатно постојат како у музиката жанрови, правци и така натаму. Ако музиката имаме не знам колку жанрови, од шлагер до хеви метал, од хип-хоп до трап и рап, веројатно постојат и жанрови во магионичарството. Јас знам сега за големи илузии и овие мали трикови што викаш ти, ама измеѓу има ли нешто? Има, како не. Значи вака, имаш сценска магија, тоа е тоа што го гледаме Копефил, што го прави... Вадење зајци од шешир? Да. Значи во сценска вадење зајак више би влегло во General Magic, значи генерална магија каде што све и свашта може да се прави. Гулаби, такви ствари. Гулабите веќе не спаѓаат во генерална, гулабите спаѓаат во продукции. Така ли? Да, и манипулации. Бидејќи за да работиш со гулаби, како Ленс Бартон, еден од најпознати светски магионичари во сферата на работа со гулаби, а Джеф Макбрайд, например, е најпознатиот до ден денес магионичар, мора да си гледал крај на 80-тите светски познат бил танцува со маските. Се менјат ликоите? Така е, тоа е Джеф Макбрайд. Значи имаш ментализам, гранката што ја многу ја сакам. Некој ми рече дека ти се декларираш за менталист, така ли? Да, менталист. Што е менталист? Менталиста е една гранка во магионичарството кој што некои сакат да кажат дека спаѓа веќе во наука и јас се сложувам со тоа затоа што во ментализмот не можеш да правиш, да, значи мораш да научиш многу работи, како што е, не знам, NLP треба да знаеш малку психологија на карактери, да читаш како се вика
cold reading, да знаеш тело да прочиташ, говор на тело, такви ствари, да. Ја би рекол NLP-то е една од многуте важни техники што ги дури. Што значи NLP, преведи ми? Neurological Programming. Тоа до ден денеска го користи, рецимо, да кажеме, и ЦИА, и големи такви агенции во светот. Тоа е, ајде да кажеме, добар и лош полицаец. Кога ќе те викнат на информативен разговор? Да, кога ќе те викнат на информативен разговор, начинот на кој што ти го прават муабетот, всушност ќе те донесе до тоа дека ти ќе признаеш ако нешто си направил, а не си ни свесен дека уствари те довеле до моментот. Значи, менталистот, ајде да кажеме... Жив детектор на лаги? Да, така би го превел? Ајде да кажеме така, но во NLP-то ја треба да знам да те наведам до одредена цел. Така и ментализмот. Во ментализмот, магионичарот поседува некои си вештини, парапсихолошки, кои што не би коментирал. Добро. Значи, може би да предвидам иднина, може би да прочитам што мислиш, може би да помрдам предмет со моќта на мислите, но сето тоа бара една голема припрема. Има врска со хипноза? Не. Хипнозата е нешто сосема друго. Спаѓа таа во магионичарски вештини илузии? Има менталисти што во моменти користат и хипноза, но за да успее хипнозата треба да верува медиумот, тој што ќе го хипнотизираме, он мора да верува дека постои хипноза. Мене не можеш да ме хипнотизираш бидејќи јас не верувам во хипноза. И хипнозата така се дефинира. Или веруваш или не веруваш. Како ти кажам, за да идеш у црква треба веруваш у Бога, нема друго. Исто е со хипнозата. Исто е со хипнозата. Хипнозата, ако веруваш дека постои, ќе успее. Ако не, а ментализмот на моменти се коси со границите на нормалата. Значи паранормални ситуации појави, ајде да речем. Може, еве ќе ти презентирам нешто од ментализмот, едно класично предвидување. Ајде, добро. Можеме ли? Еве, значи... Може ли еден широк, така? Значи, еве, морам да кажам до гледачите, да кажам нешто, еден мој многу добар пријател би се обратил на овој начин. Драги мој публикуме, драго мое граѓанство, сега ќе ви покажам нешто и верувајте дека ова нема никаква допирна точка со Антонио и Антонио не знае што ќе се случува. Да, Бог да го прости, на кили ми завиш. Така е нашиот пријател. Неодамна, да. Многу интересни ситуации со него низ текот на кариерата. Во оваа кутија имам шпил карти во кои што една карта е специфична. Тоа е предвидувањето мое за денес што ќе се случи. Да имаше ти гости да се јавуваат во живо, ќе го работевме со гостите да се јават и да си го кажат своето мислење. Верувајте дека не е ништо наместено. Картите ги делиме, Антонио, на црни и црвени, така? И сега кога би ти дал овој шпил тука, што е да кажеме невидлив, земи го рад. Добро. И почнуваш да се движиш низ картите и ги гледаш. Добро. Едната боја повише така ти го привлекува внимањето. Бојата што ќе ја одбереш, ќе продолжиме да работиме со неа. Секој сум бил за црвено. За црвена? Добро. Елиминира ги, фрли ги црните карти. Така. Сега се движиш низ црвените карти. Срце баклава. Еден од тие знаци почнува повише да доминира. Кој е знакот што доминира, со него ќе продолжиме да работиме. Не може да биде срце баклава. Баклава? Или е срце, или е баклава. Кој доминира знак? Срце. Срце. Реши се од баклавите. Ќе продолжиме со срцињата. И останавме со 13 срциња во рак. Еден ас, кец, двојка, тројка, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, джандар, дама, крал. Добро. Една карта од тие доминира. Која од тие срциња доминира најмногу кога ги гледаш? Кецот срце најпразна ми е. Да? Највоочливо. Дај ми го кецот. И сега собери ги сите карти што ги елиминираше. Врати си ги сите карти што се елиминирани во раце. Така, собери ги, дај ми ги. Ево шпил. Сега.
сите овие карти што ми ги врати Антонио, гледаат нагоре, а овој кет срце ќе го свртам обратно Добро. и ќе го ставам да биде единствена карта што е свртена надолу, бидејќи ти ја одбра. И све ќе фрлиме во оваа кутија. Ментализмот е гранка што понекогаш кај луѓето предизвикува чувство дека кај луѓето предизвикува чувство како знаел дека ова ќе се случи. Значи менталистот мора да биде способен и да предвиди што ќе се случи во блиска иднина. Ти ги одбра картите. Така. Ти ги елиминираше картите. Така. И на крај ти кажа сакам да останам со оваа карта. Со оваа карта што се вика кет срце. Така. Ја земав и ја свртев обратно и ја ставив во карти во шпил што гледат нагоре. Така. Ако моето предвидување поминало како што треба, во оваа кутија кога ќе отвориме ќе има само една карта што е свртена обратно. И тоа ќе биде кет со срце. Ќе станам, ќе си одам ако ми кажеш. Ако е стварно тоа. На вистина се случи. Еве ќе отворам. Ајде. Гледај во шпилот. Добро. Картите си гледаат Така е. нагоре. Така е. Така. Така е. Сите карти нагоре и само една карта е свртена обратно. Така е. Така е. Така? Е, може и крупно се покаже. Добро. А тоа е Абе! Ајде, не ми се верува. Не ми се верува. Браво, мајсторе. Ма не ми се верува, не е можно. гледаш ли? Ова ако завршиш се со коментар, добар ти е трикот. Нешто не сум направил кој што треба. Гледаш ли разликата која што е помеѓу магија и трикаџија? Јас сум, како ти кажам, воодушевен, фасциниран всушност. Тоа е целта на магионичарот, а не на трикаџијата. Да ти ја донесе магијата, да ја доживееш таа магија. Да не ја доживееш како нешто дека некој пробува да те превари, да те зафркне, да ти направи некое детско трикче на маса, ме разбираш? Тоа е тоа што се случува кај луѓето кога презентираме магија како што треба да биде презентирана. Сега, пошто мене ме фасцинираш, ајде да те прашам, си користел ли ти магионичарски, трикчиња не се? Може би ментализам, може би магија, може би нешто од се тоа за кое разговаравме во приватен живот, да постигнеш одредена цел. Еве наједноставно, ајде да не биде сега некоја цел за да си има некаква корист и она, да речеме, ти се допаѓа девојка да ја заведеш, да ја фасцинираш, да ја... Си користел ли некогаш? Не, никогаш што се однесува до понежниот пол. Прво затоа што сум си... Да не те прашам до посилниот, да не... Погрешно. Не ли? Ајде, пробај. Не сум имал потреба, бидејќи не осеќам дека треба да се користи во таа насока. Магионичарството се користи во корпоративна магија, например, меѓу фирми. Ќе ти кажам еден невиден податок, не знам дали си слушал. Првиот историски состанок помеѓу Јужна Кореја и Северна Кореја пред неколку години, десетина ли беше, кога беше... Го паметам, ама не знам точно. Историски настан, прв пат после, не знам, 30-40 години Јужна се сеќаваат, нели? Представници на двете Кореи. Отварањето на самиот состанок го направи еден од најпознати јужнокорејски магионичари за да ја опушти атмосферата. Да. Во корпоративната магија, Дајнамо, например, е светски познат, каде што он промовира разни брендови на големи сцени, да се појави новиот модел на кола. Значи, со магионичарство се стигнува до одредена цел. Може да се употреби... На инфлуенсери ќе бидат у догледно време. Може да се користи како инфлуенсинг, нормално, но јас себе си не се гледам како некој што треба да ја користи магијата за да достигне некоја цел собствена. Значи не се ќарил женска на магија. Да не сум ќарил женска на магија. Со други зборови. Мислим со овој вид на магија. Некој, не знам. Слушај, од 98 сум во брак, значи чим сум и до ден денес сум во брак, значи убаво ми.
А успеваш ли да ја замаеш сопругата со магија? Тоа да те прашам. Чим сме толку више 28 години Значи заедно. дека ти палат триковите. Све пала. Ти поминуе. Да. Или па не ја и пала. Меѓу другото. Кажи ми, покрај тоа што свириш, пееш, пишуваш песни, се пишува ли музика за магија? Има ли се компонирали за магија, за магионичарски трикови, за магионичарски, не знам, илузии, така. Сега ние гледаме дека оди некоја музика, слушаме, па гледаме, не знам, големи илузионисти. Ајде вака да кажеме. Дейвид Коперфилд, нема кој не го знае или не видел, така? Така. А дали знаеш дека ни еден ефект илузија не е негова? Дейвид Коперфилд презентира илузии. Он е презентар. Да. А не автор. Сите ние сме А не е презентери. композер. Да, он не е композиторот на својата илузија. За Дейвид Коперфилд од прв ден кога почнал да работи како магионичар, кога си го земал името уметничко Дейвид Коперфилд, нели од Дикенс, мислам дека беше. Не, Марк Твейн. Така нешто, или Чарлс Дикенс. Дейвид Коперфилд е книга. Си го земал името, псевдонимот. Од тој ден до ден денеска американец и јапонец, за жал, починати се, доживеа длабока старост, 84-5 годишна, 90 годишна возраст, но нивните деца продолжија и работат само за Дейвид Коперфилд, креираат илузии. Ако не му се свиѓаат, тогаш идат на светски пазар. Да купат трик. Да. Сега, едно е да ја смислиш илузијата, друго е да ја конструираш механиката, машинери, нешто. Има сигурно. Така и со музиката, сакав да ти кажам. Постојат страшни композитори, еден од моментално најактуелните е Тристан од Грција. Кој компонира и за илузии. Компонира само за илузионисти. Само за илузија компонира музика и во февруари презентираше ново DVD за сценска магија, каде што над 5 милиони даунлоди веќе има. Што си магионичарски композитор? Да. Композитор за ја имам направено 2-3 композиции за еден магионичар во Бугарија, кој што до ден денеска ги користи тие композиции. Така. Одиш ли уште на надпревари? Беше сега скоро негде гостин. Презентираш или се надпреваруваш тоа да или жири си, не знам. Од 2015-та тука некаде ми се јавија од балканскиот борд, како се вика, нели, федерација, и рекоа, може ли ти да станеш, да влезеш, да бидеш веќе жири, бидејќи кога ќе слушнат... Судија? Да, бидејќи судија, да станеш судија, најмлад, да кажеме интернационален судија сум, или на Балканот сум најмлад, за што се однесува до стипендијата до ден денес во историја на Балканот, не постои магионичар на Балканот што добил стипендија во Лас Вегас. Се уште, никој. Можам да се пофаламе те со тоа. Ми рекоа, штом се појавиш како кандидат за надпревар, многу не сакат да се надпреваруваат, бидејќи имам од 2010 до 13 7, 8, 9 пехари освоено. И од 2015 сум фактички јас кој што суди надпревари во магионичарство. Неодамна бев, пред 2 недели бев специјален гостин во Пловдив. така. Учествував на шоу, бев специјален гостин во шоу, во еден театар. Special guest star. Да. Во Бугарија често и гостувам. Спомна, Коперфилд кога го спомена и пазар. Постои ли црн пазар, као што постои на свет друго, па на црно се продаваат познати трикови за поевтини пари и така да тоа. Да, постои. Како што за све имаме торент сајтови, така и за магионичарство имаме торент сајтови, што нормално нема да ви ги откријам. Не ги ни користам, не ме интересираат, бидејќи, знаеш како, кога ќе се изградиш во магијата, како што јас сум се изградил, веќе све е нијанси. Јас да ти кажам дека имам 500 ефекти уште неотворени во минатите 10 години, што сум кажал, ова ќе ми треба, ова ќе си купам, она ќе си купам. 500 имат дома неотворени реквизити. Зашто? Затоа што кога ќе се изградиш во еден момент, како магионичар, како уметник, после се само нијанси на тоа дали ти треба нешто ново или не ти треба нешто ново. Така да, јас немам потреба више од торент сајтови, бидејќи моето шоу е тоа што си го имам изградено више околку години. Добро, кажи ми, точно ли е, негде најдов дека ова што велиш,
те викнале да бидеш судија, да бидеш жири, поради тоа што си бил парти брекер, што ви рекле, си ми уништил журката, заради тоа што кога ќе го слушнале другите твоето име, дека ти ќе се надпреваруваш, ќе видиш да надпреварат, тие што претходно се пријавиле се откажувале и на крај немале кворум да направат надпревар и дошле па те замолјај, немој више да се надпреваруваш, биди судија. Да. Се тоа е приказна мит или... Не, тоа е вистина, значи 2016 година мој многу добар до ден денес многу добар другар Јури Захариев, еден од најпопуларните бугарски магионичари во истата сфера што работам и јас, он буквално ми се јави телефонски. И ме праша, бидејќи јас зборувам неколку јазици, така да зборувам и скоро перфектно и бугарски, и ме праша: Жоро, ще се состезаваш ли тази година, бе? И ја му викам: да, зошто да не се надпреварувам, ќе се надпреварувам и оваа година. Еми тогава аз не се состезавам и има тука хора кои не искат да се состезават. Добро, викам, зошто нека да се надпреваруваат? Што е работа? Па нема, вика, ти секогаш кога ќе дојдеш, зимаш прво, второ, трето и не осеќаме, вика, причина. И недолго после тоа бугарскиот председател на еден од бордот на председателите на федерацијата ми се јави и кажа: дај да те ставиме во жири, едноставно престани више со надпреварување. Не оди. Не оди. Македонија да биде прва. Па можам да се пофалам, 2011 и 12 до ден денеска ги зборат конгресите магионичарски што ги организирав овде како најточни, најнавреме, без никаква фалинка. Фалинка. Сега, може ли магија да се употреби или не знам, ментализам или не знам што е да испегламе ова политика меѓу нив и нас? Или имуни се политичарите на магија? Вакцинирани се од магија? Ова ќе ти го одговорам, само да се навратам. Зборевме ментализам, генерална магија, сценска магија, имаме манипулации. Така, добро. Значи, имаме микромагија, заборев да ги кажам, имаме микромагија, имаме неколку сфери. А таа голема магија, Коперфилд и тоа? Тоа е сценска магија или сценска илузија, се вика, големи сцени. Сега да видиме за политиката. 2013 година, кога се надпреварував на Балканскиот шампионат, нормално меѓу бордот на председатели на федерација беше и Рубироса, грчки, еден од најпопуларните грчки магионичари, кој што денеска и задни 10 години не се занимава он со настапи магионичарски, има најголема продавница за магија, за школи, за деца, реквизити на Родос има, не знам, сите хотели имаат негови тезги кај што се продаваат и така натаму и така натаму. Он е од Атина. Така. И он е во жирито и еден од председателите на федерација. Имавме магионичари од Солун. И гледај сега каков е парадоксот кај нив самите. Следи најава, бидејќи јас сум еден од македонските председатели. Ме разбираш? Ама не сум во бордот. Јас сум председател на Македонска асоциација, уште не сум примен во бордот на федерацијата. Так. И сега ме најавува во Габрово, ме најавува бугарскиот представник. Со нас е Рубироса, овде е Раде Грифони, председателот од Србија дојден, и меѓу нас е и Гого Реквием од Македонија, доаѓаме на сцена и овие од Солун, магионичарите почнуваат да викаат, мене не ми јасно што се случува на сценава. Мислам долу во публика, викам што им стана, што викаат? Мрчат заради Македонија. Да, зашто он ме најавил како Македонија. И тој момент, Рубироса доаѓа на сцена, грчкиот председател. Така. Такво викање на грчки, такво викање на микрофон на грчки по овие доле. Што вика? Ти лете бре малакас. И ја после го прашувам него, до ден денеска сме си вака, ептен сме биле и 2 пати во Блекпул на светски конгреси. Викам, што се деси, зашто им реков, ако не им се свиѓа дека ти си од Македонија, можат слободно да напуштат и да си заминат за нивниот Солун. Бидејќи ние во Атина немаме никаков проблем, вика, со тоа што вие сте македонци. Проблем имат овие што се во Солун. Тоа ми го кажа он. Политичарите си го прават своето. Јас кога настапувам во Бугарија, до сега, а може би еднаш спомнале дека доаѓам од Северна Македонија.
Еднаш. Секогаш нашиот Гого реквием од Македонија. Значи нема помеѓу народот, ние немаме такви предрасуди. Тоа само ни го прави политиката. Ја имам идеја знаеш. како да ги убедиме. Од јајце по 1 милионче да им извадиме. Па знаеш, Рамбо Амадеус што има изјавено, кога секој човек денеска би имал плата од 2-3 илјади евра месечно, би заборавиле и што сме по националност, и што сме по... Ке разговараме дали е на Малдиви добро времето да одиме. Тоа е, значи, неимаштијата, кризата си го прави своето за луѓето, меѓу себе да... Кој е според тебе најголемиот на сите времиња во илузијата, во магијата, во овој Худини или Коперфилд? Го спомнах Худини, посебна гранка Escapology се вика. Так. Што е работа Худина, бегства. Најголем на најголемите. Еве ја ќе ти вратам. Кој е бољи, Драгојевиќ или Бебек или Даворин Поповиќ? Управо си, секој е легенда на свој начин. Така, значи во магионичарството, зависно од стилот што го работиш, имаш свој, да кажеме, немам идоли, али имам луѓе кои што ми биле звезди водилки, како Јуџин Бургер, еден од најпознатите менталисти и клоузапери на сите времиња. Он самиот изгледал како Гандалф, како ваква огромна бела брада. Неговиот природен начин на муабет бил I'm gonna show you something today. Природна боја на вокалот. Значи, за мене, Јуџин Бургер е за векови број 1, Алдо Коломбини, еден од најдобри комедијанти со карти. Каков е Коперфилд? Овие не ги знаат, ама Коперфилд го знаат сите. Го запозна лично. Значи, ја имав таа чест да бидам во бекстејџот после представата, каде што со душа чекаш да се запознаеш, слика да направиш, нели, здраво, него му има кажано, има магионичар, дојдено дури од Македонија, тука има стипендија во Лас Вегас, бла бла бла. И сега доаѓа моментот да се запознаеме, он добро повисок, нели? Здраво, како си, што си, ова, она. Викам, мене ми е голема чест да ве запознам, нели, илузии, значи вие сте легенда. А он вика, ти што работиш од магионичарство? Викам, ја работам клоузап со карти. Ај направи ми нешто. И тоа беше. И морам да ти кажам дека кога се дружиме магионичарите меѓу себе. Ти помина трикот кај него? Да, бе, како не, затоа што он најмалку Вака реагираше како јас. Он најмалку знае клоузап. Вака реагираше како јас. Па не можам да кажам дека реагираше толку, ама значи он реагираше бидејќи како што ја не работам сценска, знам све од сцена, разбирам све од сцената, ама не ја работам. Он не работи карти. Ама види се, ја разбирам се од музика, ама не пишувам песни, знаеш. Па добро. Значи он беше вау, супер, ама мене ме фасцинираше тоа што он ни во еден момент не покаже дека он е тој Дејвид Коперфилд, него он е обичен човек, магионичар и сака да се дружиме. Така ние реагираме. Нема его, нема суета, нема. Какви? Така ние во цел свет, кога ќе се најдеме, тоа е само дај да видам, дај да ти покажам ко мали деца. Добро. Гого, доаѓаме полека кон крајот. Уште прашање 2. Ги спомнавме овие за Коперфилд кога сме веќе кај него и сличните на него, велиш дека се само перформери, дека се само изведувачи, така ли? А трикоите ги осмислуваат некои други и предпоставувам дека некои трети ги прават сите тие машини, справи, механики, хидраулики, електроники, не знам што се има сега ова најново време. Мене ми личи тоа како еден тим на Формула 1. Еден е пилотот кој е ја собира целата слава, да речеме, ама зад него стои цел тим на инженери, конструктори, техничари, па до ние што менјат гуми. Да, еден од моите исто што е виновен за стилот што го одбрав да го работам, guerrilla approach се вика ова, начинот на кој што ја работам со публиката, како со тебе, е guerrilla approach. Е Дейвид Блейн и неприкосновене. Но, емисијата што му е негова на Дейвид Блейн, или Dynamo Impossible што ја имаме, 13 врвни магионичари работат на емисијата. А некој кај мене само еден. А Dynamo доаѓа во емисијата да го испрезентира тоа што овие му го припеваат. Немало камери, немало камермани, немало тонци, немало. Така да они се презентери во своите шоуа, каде што огромна екипа работи за нив. Така да и во ефектите што ја ги работам, позади мене стои веќе 15 години Алаказам бренд, каде што јас 95% од ефектите што одбирам да ги работам и што се надоградувам годишно по 1-2 нови, е од нив. Некој е за Yamaha, некој е за Gibson, некој е за Fender, некој за Casio. Точно така, да.
Јас сум во Алаказам више 15 години. Спортистите, кој Адидас, кој Пума, кој Точно Nike? така. Точно така. Да. Секој си го бира, секој си ја бира, да кажеме, куќата, брендот кој што најмногу му одговара според стилот што го работи. И кој најмале плаќа веројатно или дава гратис реквизити. Нема гратис, никој од бабе нема џабе. Така да ништо не дава. Нема гратис, не. Ама Тоа не е све. да го промовираш, да го Не, тоа е бизнис. Во светот постојат двајца, тројца промотери на магионичарство и они добиваат све гратис што се однесува до промоции. А вие плаќате. Ние си плаќаме затоа што ти секојдневно имаш промоција на некој нов ефект на YouTube и одиш на YouTube да го видиш во тој канал што е за промоција и си гледаш што е добро, што не е добро и си бираш. Така. Последното прашање, пред да поминеме на оние 10 кратки и да го затвориме кругот. Сонуваш и за големо илузионистичко магионичарско шоу, као што секој музичар сонува за, не знам, концерт у Борис Трајковски, у Јане Сандански. Сонуваш ли ти, иако си музичар, верувам дека као музичар сонуваш за голем концерт, ама еве сега дојдовме кај илузијата. Или, ајде да те прашам, Борис Трајковски или Јане Сандански со илузионистичко шоу или со концерт? Не би кажал дека нешто такво посакувам, зашто вистината е дека во магионичарството мојот стил посакува да имаш 20 до 30 луѓе. Впрочем, кога настапувам во Бугарија, тоа се Magic барови, кои што имат до 30 столчиња, кои што се наредени во стилот за да можеш да презентираш магија за 30 луѓе. Ја настапувам во такви места во низ цел свет. Клубски мандрак уствари. Како да, тоа се специјални клубови наменети за магионичарски шоуа. Знаеш кој е мандрак? Како не знам, еден од моите омилени од Стрипотека и така. Да. Добро. Така да, мојата цел би била повише да еден ден во Скопје да постои, тоа е моја желба, да си отворам еден клуб, не клуб, бар. Magic бар вечер или не знам секоја вечер ќе може да се презентира или викенди ќе може да се презентира за мала публика, зашто ова што го работам овде, џабе ако имам ја 20.000 луѓе во салата и они гледат на видео бим проекција. Значи нема ефект видео бим и 20.000 луѓе се да ти го гледат тоа на видео бимот. Ама кога имаш 30 луѓе што се околу тебе и им го презентираш вака пред нив, ќе бидат фасцинирани као ја. Па замисли 30 души како тебе да изреагирале да биле. А овие 2-30.000 или не знам што ќе не гледаат, тоа као сала да се. Као да си. Па замисли сега да се 30 луѓе и сите реагираат за ефектот што ти го покажав како тебе. Тоа е тоа. Нема ништо подобро, поубаво тоа. Супер. Одиме на брзи прашања. Може ли? Ајде да видиме што е. Што повеќе лично ти го крева адреналинот или се овие? Рок н ролот или магијата? Хеви металот. Добро, и тоа е рок н рол, те одиме у правци. Што ти е пофасцинантно, публиката да пее со тебе или да остане без текст во шок по некој изведен трик или илузија? Второто. Добро. Шок. Што би одбрал? Голем концерт за 20.000 луѓе или ексклузивно магично шоу за 20 милионери? Број 2. За 20 луѓе. Добро, овде е милионери вика. Што повеќе посакуваш? Да читаш мисли или да можеш да го враќаш назад времето? Да враќам време. Добро. Што е поблагородно за изведба? Магија пред деца или ментализам за предвозраст? Магија пред деца. Што е поголема катастрофа? Да ти пропадне трикот на сцена или да заборавиш текст среде концерт? Да ти пропадне трик, но морам да кажам дека врвни магионичари и кога грешат, не грешат. Така ли? Значи, убавината во тоа е да успееш пред публика да покажеш дека не си сгрешил. Да знаеш да си извадиш што вика тоа. А никој да не забележи. Бидејќи ја кога ти презентирам нешто додека ја не направам ти не знаеш дали е тоа дел од настапот или не. И у музика е така, иако знаеш песна тама, ако знаеш да ќе се извадиш. И ја одма на микрофон кажам, упс, сгрешив. Признавам. Што повеќе би ти импонирало? Да бидеш познат како врвен музичар или како најдобар магионичар на Балканот? Само да сум си Гого. Добро. Што мислиш што е потешко? Да создадеш музички хит или нов добар магионичарски трик? Магионичарски. Ефект, дефинитивно. Што ти помогнало повеќе во љубовта? Музиката или магијата? На отпеана песна си кајдел женска или на изведен магионичарски трик? Тоа зборував. На музика, сопругата. На песна, а? Бистро. Опа! Мената. Добро, може на трик, други работи, ама не навлегувам во толку интима.
Каде срцето побрзо и посилно ти чука? За крај, Македонија или Хрватска? Македонија. Тоа е тоа. Да. Ѓорѓе Гавровски, алијас Гого Реквием, задоволството беше мое. Ти благодарам што дојде. Имавме убав муабет, Фала ти на поканата. Работи што ги знаеме или не знаеме, ама секој случај беа интересни одново да се слушнат, има нови генерации кои не ги знаат, а и она што никаде никогаш не е кажано, да биде откриено. Ти Јас се благодарам надевам уште дека им се допадне на слушателите и на гледачите. Поздрав до сите. Поздрав и до тебе, а вие, драги мои, ако бевме интересни, забавни, ние ќе направиме седен илузионистички трик за неколку секунди да исчезнеме од вашиот видокруг, а сепак не сме исчезнале заради тоа што не само премиерата, туку 24/7, 365 дена во годината, ако кликнете на овој канал, може да не ме гледате мене, Гого, или мене со сите останати гости кои ни биле претходно, зашто знаете веќе, никаде ништо слично како овде во Ништо лично. Се гледаме следната недела, до тогаш, бидете така, чао!